темата на интегритетот и што тој значи повторно во нашето денешно време и општо низ историјата. Мислам дека не постои човек дури од општата култура во денешното време кој не е запознаен со Сократовата пештера. Во таа пештера Сократ опишува луѓе кои седат во круг, свртени се кон зидот, гледаат некакви сенки. Меѓутоа тие се луѓе крајно задоволни со своето постоење, со тоа што го гледаат и сметаат дека тоа е целоста и полнотата на она што значи смислата на животот. И многу интересно е дека идејата на задоволството, тука би сакал да ја потенцирам, многу често е поврзана, според мене, токму со оваа ситуација која што метафорички нормално ја опишува Сократ. А тоа е идејата дека во име на задоволството, во име на тоа да влеземе во кругот кој ни е најкомфортен, и не ќеме да излеземе од кругот на таа комфорт, да влеземе во кругот, прво да го надминеме стравот, има втор круг, круг на стравот, па преку тој круг на стравот влегуваме конечно во кругот на учење, за конечно да влеземе во кругот на разбирање и на растење. И за тоа ни е потребен вистински интегритет, кој ќе го надмине стравот, ќе не воведе во фаза на учење и конечно ќе не воведе во самата фаза на растење. Но тоа не може да се случи ако ние прифатиме некакви други филозофии кои што јас сметам дека во денешницата посебно се нагласени, а тоа е искривената. Не велам дека Епикур го учел ова, но многу пати ние хедонизмот на Епикур го поврзуваме само со на чиста, суштинска, да не кажам ниски страсти на луѓето и задоволства. Тој не го поучувал тоа, но за жал така денеска многу пати е тоа промовирано. Луѓе, мислители, многу паметни, интелигентни луѓе, сепак решиле тоа на тој начин да го толкуваат. Еден од нив, според мене, така можам да кажам, е Вуди Ален. Јас ги почитувам неговите филмови многу, но кога тој зборува за интегритетот, во еден од тие филмови вика, па зар интегритетот не е исто како и прашање на вкусовите? Јас сакам сладолед со вкус на чоколада, вие сакате сладолед со вкус на ванила и сите овие работи се еднакви и не може за нив да расправаме. Но ајде да се вратиме на етимологијата на значењето на зборот интегритет. Доаѓа од латинскиот интегаре, интегритас, што значи целост, неподвоеност и комплетност. За таква работа ние тука сакаме да зборуваме. Зошто? Бидејќи без таков конкретен интегритет на поединецот, повторно ние не можеме да влеземе и да градиме една убава, здрава заедница. Всушност, тука сакам да потенцирам едно истражување на една книга која се вика, значи, контекстуалниот карактер на моралниот интегритет. Уредничките се Дита Шаманкова и Марек Прис, и тие во него, според мене, доведуваат еден сублимат, го сумаризираат се тоа што јас сакам да го кажам, а тоа е следно. Тие сметаат дека од една страна поединецот со најмокното оружје на човекот што му е дадено умот, секако дека треба да го употреби за да изгради определен интегритет на разликување меѓу добро и зло, но ако тоа не се стави во контекстот, како што тие велат, на заедницата, никогаш човек не може да открие точно што е вистински добро, а што е вистински зло. Зошто? Затоа што овие две работи се секогаш, како што тие велат, да ги цитирам, во заемна меѓуповрзаност и одговорност. Нема да може да се разликува љубов од омраза, ниту пак јас од другост, ако ги немаме двете работи на поединецот и на заедницата да бидат тука заедно. И конечно, ќе завршам со еден мој личен пример. Што е за мене интегритетот? Рековме целост, неподвоеност, нерасипаност, конкретна здравост и функционалност на определен, дали зборуваме за карактер, дали зборуваме за употребна вредност на некој алат и така натаму, тоа е вредноста на интегритетот. Јас често слушам дека интегритетот се споредува со диамант, со злато, значи тие работи кои во себе содржат неподвоеност, чистота, нерасипливост. И тоа е така до некаде. Меѓутоа, за ова да функционира како што треба, јас сметам дека имаме уште подобра метафора, а тоа е старинскиот домашен печен леп. Во него се состојат неколку работи. Многу љубов треба да се состои, месење, многу време да му се посвети на тоа, размислување кој тој леп ќе го јаде и така натаму. И кога гледаме ние од таа една перспектива, ќе видиме дека е многу битно две работи за лебот. Прво, што има во него? Да има добро брашно, да има квасец, да има сол малку и вода. Тие се состојките што му се потребни на лебот.
Многу поважно е што нема во него. Нема адитиви, нема дополнителни бои, нема измами. Некогаш интегритетот како маска може да биде опасен отров. Вистинскиот здрав леб ги има само овие состојки. И потоа, зашто служи лебот? Лебот служи за да го засечеме, да загриземе во него и тој да ни даде и добар вкус, и добар мирис, и исто така да ни даде вистинска здрава поддршка или хранителна вредност на нашето тело. Тоа е за мене вистинскиот интегритет. Моето прашање денеска на секој би бил, кога некој ќе загризе во тебе, дали ќе загризе во чистотата на тоа кој си ти и ќе се нахрани од тоа што го вкусил, или ќе проба некаква маска или пак некој адитив. Преважно е што ќе правиме ако сакаме да изградиме добро општество во